Добро вечер во уште едно издание на информативната емисија Отворено за вечерва. Мој ваш гостин е господинот Владимир Неловски, или човекот кој што е предводник на 54.000 поддржувачи на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Добре ни дојдовте. Добро најдов, добро вечер. Колкава е обврската да се биде предводник на 54.000 поддржувачи, а може би бројката на оние кои што се ваши симпатизери е многу поголема? Обврската е голема, морам да признам, но пред се таа обврска не потекнува само од бројот на членови. Ние сме најбројен политички подмолок во Република Македонија, но можеби и пошироко на Балканот и во Европа. Таа обврска потекнува од континуитетот кој што го има Унијата на млади сили како политички подмолок и сите оние генерации кои што во минатото дале свој придонес за да функционира оваа организација како што функционира денеска. Без разлика на обврските кои што ги имаме секојдневно, јас морам да признам дека Унијата на млади сили е организација која што на годишно ниво организира околу 1800 активности во кои што се опфаќаат сите категории на млади луѓе, ќе се опфаќа спортот како сфера, културата, вработувањата, праксите и така натаму, со што на еден начин се обидуваме да им бидеме интересни и да секој млад човек пронајде нешто кое што го интересира во Унијата на млади сили. Господин Неловски, 2015 година прославивте 24 години постоење на Унијата на млади сили. Многу често сме ја слушале изреката еднаш УМС, стално УМС. Што всушност УМС значи во политичкото живење во Република Македонија? Унијата на млади сили, секоја Унија на млади сили, секој председател, раководство на УМС своевремено си воделе, да речам, на еден начин своји битки. Во 90-тите години Унијата на млади сили биле луѓето кои што се бореле за Македонија да добие својата самостојност. Во 2000-та година, кога во Македонија имала една лоша состојба, можам да кажам за сите млади, УМС биле оние кои што застанале во првите редови за да ја одбранат нашата земја. Потоа, денеска Унија на млади сили се сите оние кои што на некој начин се обидуваат да ја заштитат Македонија од злото кое што се обидува да го нанесе опозицијата и нивниот лидер Зоран Заев, но можеби тоа се дел од причините токму позади оваа политичка изрека дека една шума се секоја шума се, бидејќи многу млади луѓе своите најубави години од животот ги имаат поминато во УМС и пред се поради фактот што УМС, иако сме огромна организација, темелот на УМС е пријателството помеѓу сите членови и симпатизери на Унијата. Токму затоа многу луѓе кои што порано биле дел од Унијата, сега се навраќаат кон УМС со една носталгија, можам да кажам, и секој успех на УМС го рачунаат за свој успех. Тоа може да се забележи на годишната конференција која што направивме во спортската сала Јане Сандански, каде што имаше над 10.000 млади луѓе, беа исто така присутни и поранешните раководство, но и поранешните председатели на Унијата на млади сили и можеше се види дека радоста на нивните лица беше очигледна, бидејќи како тие да организира таа годишна конференција, поради фактот што веќе напоменав, секој наш успех како денешно УМС, луѓето кои што во некој дел од својот живот биле во Унијата и придонеле за незиното функционирање, го рачунаат и за нивни успех. Токму затоа е таа порака и едноставно ќе важи и се разбира и за јас кога ќе завршам со моето функционирање во Унијата, ќе се навраќам на сите оние моменти кои што ги имаме поминато, деноноќно во организирање на активности настани, се разбира како еден од најубавиот дел од нашите животи. Велите, другарството е тоа кое што сплотува во Унијата на млади сили, но након што вие целите како организација обезбедување на подобри услови за живот токму на младата популација. Во изминатите години владата реализираше многу проекти. Дел од тие проекти се насочени токму кон младите, кон средношколците, кон студентите. Колку вие сте задоволни лично, колку тие се задоволни, постојано сте на терен, комуницирате со нив? Вака, ВМРО ДПМН како политичка партија од 2006 па наваму во континуитет реализира
проекти, мерки и реформи во интерес на младите луѓе. Тоа не го кажувам само како реченица, тоа може секој млад човек во својата општина каде што живее да прошете и ќе види евидентна разлика која што имаме сега и пред десетина години. Значи, во секој сегмент од нашето живење ВМРО-ДПМН е направило нешто кое што го подобрува животот на младите луѓе. Токму затоа можам да кажам и дека во изминатите 10 изборни циклуси ВМРО-ДПМН ја добива поддршката од сите млади. Тоа е поради фактот што многу работи кои што во минатото биле, да речем, само желба на младите луѓе, денеска им се реалност и секојдневие и уживаат во сите спортски сали, во сите фудбалски терени, тениски игралишта, во сите реконструирани училишта. Подоцна да морам да ја напоменам партиципацијата за факултетите. Сега секој студент може да студира за само 200 или 400 евра, за разлика од минатото каде што одредени поединци можеле само да студираат поради тоа што било прескапо за сите останати млади да го продолжат своето образование, и низа други проекти кои што од година во година го подобруваат животот на младите луѓе и на еден начин се овозможуваат и се создаваат услови се повеќе и повеќе младите луѓе да градат својата иднина во својата општина, во својата Македонија и да инвестираат и тие дел од своето знаење во развојот на нашата земја. Средношколска среда е еден од последните проекти промовиран токму за младата популација. Да, Средношколска среда е проект кој што произлезе од потребите на сите средношколци. Ние како влада во програмата за изборите во 2014 година го ветивме проектот Слободен четврток, кој што важи за сите студенти и важи во четврток. Односно, сите студенти во четврток имаа можност да одат на театар, во кино, да ги посетат музеите во своите општини, да го користат железничкиот сообраќај бесплатно и така натаму. Сега би потреба и интерес и желба се разбира од многу средношколци истото да го биде возможено на сите средношколци. Токму затоа од 1 јануари 2016 година сите средношколци ќе ги имаат истите бенефити како и студентите во четврток. Овој пат се разбира во среда и сите средношколци ќе може да ги посетат, значи сите институции кои што се под Министерство за култура, сите институции кои што се под музеите во Република Македонија, кината, пак ќе напоменам, жичарницата во Скопје, и на еден начин ќе можат да си го големат својот културно-забавен живот, се со цел да им биде поинтересно на младите средношколци во нивното секојдневие. Многу бенефиции има и за студентите. И тие се дел од категоријата која што е дел од вашето членство. Токму така. Во изминатиот период, односно пред неполни 20 дена, беше најавен проектот мерката Слободен превоз за сите студенти, преку која што на сите редовни студенти на државните универзитети ќе им се овозможи бесплатен сообраќај преку јавните сообраќајни предпријатија. Бројот на студенти кои што се опфаќаат со оваа мерка се околу 50.000, а средствата кои што се заштедуваат на годишно ниво изнесува од 10.000 до 20.000 денари, зависно од која општина, за која општина се работи. Со тоа на еден начин им се дава финансиски стимул, дополнителен финансиски стимул на сите студенти, но и на нивните семејства, им се зголемува мобилноста на студентите и едноставно работите, односно средствата кои што ги дале до претходно за својот превоз, сега може да ги искористат за нешто друго. Оваа мерка исто така ќе важи од 1 јануари 2016 и многу огромен број на студенти ќе може да уживаат во бенефитите. Верувам дека сите овие проекти кои што се реализираат потекнуваат од идеите или од разговорите кои што ги имате со младите. Проектот Ден на идеи е нешто што Унијата на млади сили го реализира година наназад. Чинам дека и проектот за вработување на млади до 29 години произлезе како една идеја или една од средбите која што вие ги имавте младите. Колку сега од оваа дистанција или денес можеме да кажеме дека тој проект донесе работни места за млади до 29 години? Проектот
вработување, мерката за вработување на млади до 29 години. Во изминатата година и пол, заедно со сетот мерки кои што ги донесе Министерството за труд и социјална политика заедно со Агенцијата за вработување, овозможија над 11.350 млади луѓе да го најдат своето работно место, со што се покажува дека и текако има ефект оваа мерка. Се разбира дали е доволно, не е. Потребни се уште работни места за сите оние млади кои што студираат и се обидуваат да најдат својата работа, но важен показател е дека таквите денови на идеи кои што ги спроведувам и собирањето на идеи за младите луѓе во текот на целата година даваат резултат со мерки и проекти кои што се реални и кои што им ги подобруваат условите за живење на младите луѓе. Би сакал тука да ги напоменам и мерките за самовработување, потоа мерките за волонтирање, праксите кои што се овозможувани кај познат работодавач, кои што заедно се на се овозможија над 12.000 млади луѓе во изминатиот период да го најдат своето работно место и да речам се одлучат да останат во Република Македонија и да градат својата иднина тука. Но тука не застануваме. Значи, оваа недела беше најавена и мерката Се бориме за секое работно место, кое што ние како влада и ВМРО-ДПМН како влада ќе комуницира директно преку Министерството за труд и социјална политика и со сите работодавачи и ќе им се бара начин да се исполнат сите оние работни места кои што стојат отворени и не се уште пополнети. Значи, преку овој проект ќе бидеме директна спрега помеѓу работодавачите и помеѓу луѓето кои што ја бараат својата работа, се со цел да им се овозможи полесно да го најдат своето работно место. Нешто кое што во минатото, иако сум млад човек, јас не се сеќавам дека го имало. Социјалдемократскиот сојуз не се сеќавам дека успеало да вработи 11.000 луѓе воопшто во државата, а не пак да бидат тоа млади. Со што, значи, како ВМРО се обврзуваме да продолжиме и понатаму да правиме реформи кои што ќе им овозможат подобар живот на младите и пред се пронаоѓање на нивна работа тука во Македонија. Кога еден млад човек го нашол своето вработување, има обезбедено работно место сигурно, нешто кон што понатаму се стреми е да си обезбеди свој дом. Самостојно, затоа што како велат постарите, она што сам ќе си го изградиш, ем ти е помило, ем ти е позначајно. Неодамна се промовира и проектот Купи куќа за млади. Имаме веќе сознание дека во првата недела огромен интересот. Колку сметате дека овој проект ќе им овозможи на младите да се осамостојат? Да ги немаме тие, живење во заедница со семејството, иако не е лошо да се живее, и во заедница со семејство. Секој млад човек по завршувањето на своето образование и пронаоѓањето на своето работно место, следен чекор кој што сака да го направи да се осамостои, да има сопствен дом. Но во реалноста тоа е малку потешко поради фактот што едни се трошоците кога живеете заедно со своето семејство, други се трошоците кога живеете сами. На тие трошоци што ги имате кога живеете сами, кога ќе додадете и да речам средствата кои што треба да се издвоат за да стигнете вие до стан или до куќа, теретот и тежината е дури преголема за многу број на млади луѓе и тие одлучуваат сепак да продолжат да живеат со нивните родители. Токму затоа ова беше причината за да се започне мега проектот на ВМРО-ДПМН Купи куќа за млади до 35 години, со кој што на сите млади до 35 години кои што имаат примања до 900 евра доколку се работи за поединци или пак до 1300 евра доколку се работи за брачни партнери, им се овозможува огромни олеснителни околности во купувањето, изградбата или пак доградбата на својата куќа. Какви поволности? Младите може да изберат помеѓу два модели. Првиот модел, владата обезбедува во првите 8 години од кредитот субвенционирање на 80% од месечната рата, главницата и каматата. Додека пак во 9-та, 10-та и 11-та година владата обезбедува субвенција од 50% на месечната рата. Што значи тоа? Доколку млад човек се одлучи да земе кредит од 30.000 евра
и доколку месечната рата му е 200 евра, владата во првите 8 години ќе субвенционира 160 евра од месечната рата, додека пак младиот човек ќе треба да издвои само 40 евра. Додека пак 9-та, 10-та и 11-та година владата ќе учествува во кредитот со половина од месечната рата, односно 100 евра, младите луѓе со уште 100 евра. Со што на еден начин им се дава огромен стимул и финансиска поддршка на младите луѓе да си го обезбедат својот дом. Вака, можеби во кога се збори во проценти или пак во бројки, не секогаш се станува кристално јасно. Но вака го ќе видиме во години, доколку млад човек се одлучи да земе собствена куќа или да изгради своја куќа во 2016, ќе има поддршка од владата до 2027 година. Значи директна поддршка за да го обезбеди тој собствен дом. Тоа е преку првиот модел на оваа мерка, преку која што морам да истакнам дека доколку се земе субвенција од 50, доколку се земе кредит од 50.000 евра, вкупната субвенција на владата ќе изнесува 33.000 евра. Доколку се одлучи младиот човек да земе кредит од 40.000 евра, вкупната субвенција ќе изнесува 28.000 евра, или пак за кредит од 30.000 евра субвенцијата ќе изнесува вкупно 20.000 евра. Значи 1/3 од кредитот кој што ќе го земе младиот човек, износот ќе биде покриен од владата предводена од ВМРО ДПМН, се разбира. Тоа е првиот модел. Вториот модел подразбира директно 100% субвенционирање на учеството при зимање на кредит. Што значи тоа, доколку збориме во бројки, доколку се земе кредит од 50.000 евра, владата ќе учествува, односно ќе субвенционира 12.500 евра учество на кредитот. Доколку кредитот изнесува 40.000 евра, субвенцијата ќе биде 10.000 евра, и доколку кредитот изнесува 30.000 евра, вкупната субвенција за учеството во кредитот дадена од владата ќе биде 7.500 евра. Заинтересираноста е огромна. Значи, каде и да одам, ме прашуваат младите луѓе околу можностите на овој проект, но и како да аплицираат за овој проект. За разлика од сите позитивни реакции кои што ги добивам секојдневно од младите, опозицијата најверојатно изненадени од самиот проект и не гледајќи излез од безизлезната состојба со кој што им ја дадовме со можностите на младите луѓе кои што им ги обезбедивме со овој мега проект, се обидуваат да направат еден спин во опозицијските медиуми каде што кажаа дека кредитот важи само за луѓето кои што имаат плата над 900 евра, што не е вистина. Сите млади луѓе кои што имаат примања месечни до 900 евра или пак за брачни партнери до 1300 евра ги исполнуваат условите и можат да аплицираат за овој проект. Но поддршката на ВМРО ДПМН за младите не застанува тука. Преку Министерство за транспорт и врски, каде што младите можат да отидат директно од Министерството или пак од нивната веб страна, можат да ги подигнат 6 идејни решенија за 6 типски куки, кои што можат да ги искористат во изградбата на собствен дом и со тоа да заштедат од 1000 до 2000 евра во просек и да ги искористат тие средства за нешто друго. Значи, младите луѓе, доколку сакаат да аплицираат за овој проект, треба да се обратат до своите општини, каде што треба да им се овозможи, каде што во наредниот период, како влада ВМРО ДПМН ќе гледа да се најдат што е можно повеќе простор да се најде за младите луѓе, да им биде овозможено, доколку немаат свое собствено земјиште, да им се обезбеди и по поволни услови тие да дојдат до тоа земјиште, да купат и се разбира да изградат свој собствен дом таму. Градежниците ќе имаат многу работа во наредните години, исто како што имаат и сега, но сите овие проекти кои што се реализираат, ги реализира владата, имаат една единствена цел: подобрување на условите за живот во Република Македонија, во главном и на младите луѓе. Пред 10 години, јас сум малку повозрасна и можам да зборувам за она што се случуваше во тој временски период. Под младоците во политичките партии служаа претежно за лепење на плакати. Нивниот глас многу и малку да се слушаш. Дали затоа што во ВМРО веројатно е сосема поинаку,
имате колку голема бројка на членство и колку вашиот глас на младите, вашите потреби се слушаат, имајќи во предвид дека во годините наназад многу проекти директно се насочени кон младата популација. ВМРО-ДПМН својот подмладок не го користи за лепење плакати, морам да признаам. Туку, како Унија на млади сили, учествуваме директно во креирањето на секоја изборна програма, поврзана со младите, за сите локални и парламентарни избори, воедно и за сите проблематики поврзани со младите. ВМРО-ДПМН како партија, нашиот претседател се упатуваат и прашуваат во Унијата на млади сили. А во однос на нашето членство, сметам дека големиот број на членови произлегува пред се од нашата отвореност кон сите оние кои што сакаат на било каков начин да придонесат во нашето функционирање и се разбира сакаат на еден начин да работат и дел од своето слободно време да го дадат во креирањето на младинската политика на Унијата на млади сили, но воедно и создавањето на активности и спроведувањето на активности на неделна основа кои што ги правиме во секоја општина. Така да мислам дека најпрви на отвореноста, а потоа можноста која што им ја даваме. Можеби најголемата разлика помеѓу ВМРО-ДПМН и Социјалдемократскиот сојуз е тоа што ВМРО како партија им даде можност и шанса на младите луѓе кои што можете и сами да забележите ја искористуваат. ВМРО-ДПМН во моментов има двајца министри кои што потекнуваат од Унијата на млади сили. Тоа се министер за труд и социјална политика Диме Спасов кој што беше претседател на УМС, потоа Владо Мисајловски кој што беше потпредседател на УМС извесен период. Исто така има своји представници УМС и во парламентот. Значи тука е Александар Николовски како поранешен претседател, Илија Димовски кој што е координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМН, а воедно своевремено беше во раководството на Унијата на млади сили. Градоначалникот на општина Дојран Борче Стамов исто така беше потпредседател во своето време на УМС, со што се де факто се покажува дека Никола Груевски им дава можност на младите луѓе и таа можност младите луѓе знаат да искористат, бидејќи енергијата кој што со себе ја носат младите луѓе во оваа влада на ВМРО-ДПМН заедно со искуството на останатиот дел од владата се создава една, можам да кажам слободно, добитна комбинација за сите млади луѓе, бидејќи таа комбинација и тој склоп на министри и на претседател на влада на Македонија им ги овозможува сите овие проекти кои што во минатото ги немало. Господин Еловски, образованието е главен фактор или важен фактор за секоја држава кога станува збор, особено и за младите луѓе само по себе. Во Република Македонија најавено изградба на 2 студентски дома нови, нешто што студентите го бара, еден во Скопје, еден во Тетово, но во моментов се отпочнати и активности за изградба на објекти на 2 факултети, на финки и на факултетот за физичка култура. Колку тоа ќе допринесува за да имаме подобар и помодерен образовен систем? Еден од приоритетите на ВМРО-ДПМН во изминатите 9 години, а ќе продолжи тоа сигурно да биде и водина, е образованието. Образованието е темелот на едно општество и дали државата ќе има успешна иднина и успешна економија во државата. Многу е поврзано сето тоа со образованието. Токму затоа многу реформи се направени во образованието во овие последните 9 години. Да започнеме од бесплатното средно образование, за разлика од минатото кога што младите мораат да ги купуваат своите книги, сега им се комплетно бесплатни. Обезбедувањето на компјутер за секое дете во средните училишта. Потоа, значи, преведувањето на светските литератури од кои што сега младите луѓе можат да учат и ред други проекти кои што се направени се со цел да се подобри образованието. Во изминатиот период токму најактуелни се
студентските домови. Сакам најпрво да напоменам дека ВМРО-ДПМН е единствена влада која што во изминативе 24 години направила нешто во студентските домови. Значи, без разлика дали е тоа некаква реконструкција, темелна, целосна или пак изградба, одлука за изградба на студентски дом. ВМРО-ДПМН во изминатиот период го реконструираше студентскиот дом Стив Наумов. Сега е во фаза на реализација на реконструкцијата на студентскиот дом Гоце Делчев, но тука не застануваме, ќе се обезбеди мебел за сите студентски домови во Република Македонија. И воедно ќе се најави веќе нормално што нашиот премиер најави вети дека ќе го направи, тоа верувам дека и самите знаете дека ќе биде направено. Најавено е изградба на 3 нови студентски домови, односно еден студентски дом во Тетово, изградба на еден студентски дом во Скопје и да можам да кажам темелна реконструкција на студентскиот дом Медицинар. Со што на еден начин се подобруваат, драстично се подобруваат условите во кои што студентите живеат и едноставно се подобрува студентскиот стандард. Во однос на факултетите, морам да признам дека не можев да поверувам на коментарите на социјалдемократската младина околу самите факултети. Мислам дека тоа е еден вид на парадокс што се случил само во Македонија, а тоа е младинска организација да се противи на изградба на факултети за студенти. Значи, студентите од факултетот за физичка култура и студентите од факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство конечно ќе добијат услови кои што се достојни за нивно студирање и функционирање секојдневно. Конечно, младите спортисти кои што треба да се наша гордост и наш репрезент на секаде во светот ќе добијат потребните услови за да го имаат својот спортски развој. Тоа е од едната страна за факултетот за ФФК, од другата страна е факултетот за информатички науки, кој што ќе добие најсовремена опрема која што им е потребна на студентите за да го продолжат своето високо образование на можам да кажам на едно завидно ниво. Што направи опозицијата? Опозицијата обвини дека ВМРО-ДПМН за изградба на тие два факултети направило сеча на 40 дрва. Да, ВМРО-ДПМН го направи тоа, но воедно и засади нови 150 дрва кои што се во склопот на самите факултети. Значи, безидејноста на опозицијата мислам дека оди до бескрај и нема доблест барем да пофалат едно од позитивните работи кои што ги прави ВМРО-ДПМН. Со изградбата на овие два нови факултети и воедно со изградбата на студентските домови и со реконструкцијата на веќе постоечките ќе се направат услови со кои што студентите ќе можат со гордост да кажат дека се студенти во Република Македонија. Заедно тие работи кои што можам да кажам дека се темелите и основите за одлично образование, дополнети со сите мерки, слободниот превоз за студентите и ред други мерки, стипендиите. За разлика од минатото, каде што имало стипендии кои што можеш да ги наброиш на една дланка бројот на стипендии, сега имаме над 30 категории на стипендии кои што се даваат по најразлични основи, со што им се дава стимул на сите млади луѓе да студираат и да го зголемуваат своето знаење. Колку како млад човек ви пречи тоа што постојано од младината на Социјалдемократскиот сојуз сте критикувани, иако работите за доброто на сите млади, без разлика во тие факултети кои се школуваат и симпатизери на ВМРО-ДПМН, но и симпатизери на СДСМ? ВМРО-ДПМН сите проекти кои што ги прави, не ги прави за младината на ВМРО-ДПМН, ги прави за сите млади, без разлика на нивната партиска определеност, без разлика на нивната вера. ВМРО-ДПМН создава за сите во оваа држава. Нивната критика, морам да признам дека како млад човек и претседател на УМС ме мотивира да продолжам да работам, бидејќи ние вака во нашите круги кажуваме чим
опозицијата не критикува, значи правиме добро за младите и правиме добро за Република Македонија. Тоа што тие немаат, како што кажав, доблест да поздрават една добра мерка, тоа е најверојатно нивната матрица по која што се научени да функционираат. Ние како ВМРО-ДПМН, како УМС, сме отворени и ги прифаќаме сите оние идеи кои што се разбира конструктивни за подобрување на животот на младите луѓе. Токму затоа и на сите трибини кои што ги организираме и на штандовите за собирање идеи ги повикуваме сите млади да дојдат без разлика на нивната партиска определеност, бидејќи проектите кои што ќе бидат предвидени во програмата нема да бидат само за една категорија на млади луѓе, туку ќе бидат за сите млади кои што се наоѓаат во Македонија. Господин Еловски, се крчка изборната програма, често сте на терен, покри тоа што ВМРО-ДПМН има 4 тима кои што одржуваат трибини на кои што се слушаат идеите на граѓаните и вие како Унија на млади сили имате трибини. Што е она што на младите може сега да им се види дека дел од нивните идеи ќе бидат вметнати во изборната програма? Како таа ќе се презентира, дали вообичаено како изминатите години до секој гласач ќе се промовира она што ВМРО-ДПМН го нуди како програма со конкретни рокови, со конкретни средства наведено во изборните програми? Во изминативе 20 дена ВМРО-ДПМН како партија оди од град во град, од општина во општина и преку трибини ги собира идеите од сите граѓани. Ние како УМС решивме да го направиме истиот концепт поради фактот што не секаде каде што имавме трибини со сениорите, поради преголемата заинтересираност и различните старосни групи, не секогаш младите имаа можност да се доискажат. Имаше многу поголема заинтересираност од младите луѓе да ги кажат своите идеи. Токму затоа решивме да направиме исто така и ние како УМС 3 тима кои што одат од град во град и од општина во општина и ги слушаат младите луѓе. Морам да признам дека идеите кои што ги добиваме се одлични, дека не само што дел од тие идеи ќе влезат во програмата и ќе бидат ветени, туку сакам да истакнам дека има веќе идеи кои што се презентирани. Зашто го говорам ова? Средношколската среда, која што нашиот премиер ја најави неодамна, беше предложена од страна на еден средношколец на штандот за собирање идеи првиот ден кога започна кампањата. Таму беше министерот за финансии господин Зоран Ставревски, едно младо момче му приде и му даде дека е супер се ова со студентите, но зашто и средношколците да не го добиеме. Експертскиот тим на ВМРО-ДПМН ја разгледа таа идеја и донесе заклучок дека има услови за да се реализира од 1 јануари и ете ги средношколците ќе имаат средношколската среда. Подоцна мегапроектот Купи куќа за млади до 35 години на првата трибина организирана од Унијата на млади сили во Куманово беше предложена од еден млад човек дека условите кои што се даваат преку проектот Купи куќа Купи стан е одличен, но зашто како влада не им дадеме поддршка на младите луѓе за да се осамостојат. Тимот значи ја разгледа таа идеја, увиде дека е одлична и дека има услови се разбира да им се овозможи на младите и исто така имаме ситуација каде што веќе од јануари ќе можат да аплицираат сите млади. Во однос на програмата не би сакал многу да говорам, бидејќи што туку започнавме во незиното креирање, но можам со сигурност да гарантирам дека оваа програма која што ќе имаме на парламентарните избори во 2016 ќе биде најобемната, но и најдобрата и најквалитетната програма за млади луѓе во Република Македонија. Начинот на кој што ќе се презентира се разбира дека ќе биде на единствениот начин на кој што знае ВМРО-ДПМН со конкретни рокови и вистина на финансиски средства и се разбира опис на самиот проект кои бенефити ги имаат младите од тој проект и ќе биде, можам да кажам дека дури и подобра програмата за млади на ВМРО-ДПМН и ќе биде целокупно подобра од севкупната програма на Социјалдемократскиот сојуз. За да стигнат до граѓаните или до младите луѓе сите проекти кои што вие ги реализирате, сите проекти кои што планирате да ги реализирате, неопходна е промоција.
Токму така, како УМС имаме неколку приоритети. Едниот од тие приоритети е да ги подсетиме сите млади луѓе за се она што има направено ВМРО ДПМН за нив. Не секогаш младите се сеќаваат дека до пред 2009 година плаќаа студентите 1000 евра за партиципација. Не памтат оние генерации кои што сега се во средните училишта дека пред неколку генерации пред нив средношколците си ги плаќаа своите книги и затоа значи правиме активности и кампањи за да ги подсетиме младите луѓе што се ВМРО ДПМН има направено за нив, но воедно и правиме активности за да ги запознаеме и информираме младите луѓе за се она кое што им го нуди ВМРО ДПМН во моментов, како можат да аплицираат, што можат да искористат од одредените мерки и се разбира каде треба да се упатат за подетални информации. Воедно, освен овие активности, како УМС, поради тоа што сме Божикен период, организираме многу хуманитарни активности. Токму затоа веќе неколку години поред ја организираме активноста Се грижиме, каде што како Унија на млади сили во сите општини посетуваме голем број на многодетни семејства, голем број на социјално загрозени семејства, даваме символични донации кон нив, се со цел да им го направиме овој период од годината поубав и да ги подсетиме дека не се заборавени. Исто така, иако сме млади луѓе, чувствуваме одговорност кон постарите, токму затоа во овој период организираме и домашни посети на стари изнемоштени лица, се со цел да поминеме извесно време со нив и да им кажеме дека младите луѓе не ги забораваат. Многу често велите дека секоја генерација си има своја историска одговорност. Оваа генерација на млади можеби е исправена сега под едно друго прашање кое што надвиснало над државата. Повторно ќе имаме предвремени парламентарни избори, нешто што на почетокот граѓаните не го сакаа, но мораат да го прифатат затоа што имавме политичка и се уште имаме одредена политичка криза. Колку младите се свесни и колку младите знаат за својата вредност што ја имаат пред 24 април 2016 година? Младите се свесни за својата одговорност, но морам јас да кажам како представник на младите дека она што е уште поважно е политичарите да бидат свесни за својата одговорност, бидејќи политичарите со своето однесување пред се опозицијата со креирањето на оваа политичка криза во Република Македонија веќе година дена ги држи сите млади во една стресна состојба. Значи мораат лидерите на сите политички партии да се свесни за нивната одговорност и мораат да знаат дека целиот овој кризен период мора да заврши што поскоро, за сите млади да можат да продолжат да функционираат како што функционирале и пред оваа криза, така да изборите мора да се случат во април, кога што е и предвидено, и едноставно да се стави конечно точка на сите овие превирања кои што ги имаме на политичката сцена, бидејќи да речам сите млади живеат во изминативе година, до април ќе биде година и половина во една чаура од стрес која што мора да биде прекината. Во однос на одговорноста на младите луѓе, да, свесни се сите млади за својата одговорност и токму затоа и на 24 април младите ќе гласаат за проекти, ќе гласаат за нови игралишта, ќе гласаат за нови студентски домови, за нова средношколска среда и за ред други работи кои што ќе го подобрат нивниот живот, а нема да гласаат за ветер и магла која што ја нуди опозицијата. Ние како ВМРО ДПМН не ветуваме брдо и долени, ветуваме она кое што сме свесни дека можеме да го реализираме и кое што утре ќе ни овозможи пред сите граѓани, особено пред младите луѓе кои што се иднината на Република Македонија, кои што треба да живеат уште долги години во неа, да излеземе со чист образ и да се соочиме повторно со нив и да ги сослушаме нивните барања и потреби. Така да, сума сумарум, сметам дека на 24 април младите луѓе ќе бидат предводници на огромната победа на ВМРО ДПМН на парламентарните избори. Господин Анеловски, јас ви благодарам за вашето вечерешно гостување. А кога станува збор за младите, има уште многу теми да се разговараат, па ве очекуваме и во наредниот период да бидете гостин токму во ова студио. Ви благодарам и на вас за поканата.